Доналд Џон Трамп е роден во богато семејство во Њујорк во јуни 1946 година. Неговиот татко Фред беше успешен инвеститор на недвижности, а Доналд ги следеше неговите чекори. Користејќи милиони долари позајмени од неговиот татко, Трамп изгради бизнис империја за која вели дека вреди милиарди, со луксузни хотели, казина и голф терени. Во двете книги, Уметноста на договорот и Уметноста на враќањето, тој ја истакнува својата бизнис филозофија. Првиот чекор кон успехот е, како што вели, мисли на големо. Well, I wrote it really as a business book, but it's got a lot of personal in it and a lot on relationship. And the business book is how to become successful, how to come back from adversity, how to handle adversity, and I think it's something that really people want to read. Книгите беа бестселери и помогнаа Трамп да стане уште попознато име. Таблоидите пак ги покриваа неговите бракови со неколку моделки. Најпрвен Ивана Зелничкова, потоа Марла Мейплс и неговата сегашна сопруга Меланија Кнаус. И самиот Трамп стана ТВ звезда со неговото реалити шоу Чирак, во кое учесниците се надпреваруваа да работат кај него. Но не се што допрестана злато. 3 од неговите казина во Атлантни Сити декларираа банкрот во 90-тите години. Уште 3 негови бизнис делки исто така до 2009 година. Но тој секогаш успеваше да се врати. И тогаш, во 2015 година, кулата Трамп беше каде што тој го започна неговиот последен триумф. Тој објави дека ќе се трка за председател на Соединетите држави и излезе на насловните страници со неговиот радикален предлог за запирање на илегалната миграција од Мексико. I will build a great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Реториката на Трамп доведе до гневни протести на изборните митинзи. Тој зборуваше за мексикански зборувачи и шверцери со дрога, ветувајќи дека ќе ги протера недокументираните имигранти. Тој исто така вети дека времено ќе забрани влез на муслимани во Америка како заштита од тероризмот, ветување кое потоа го преиначи. Но веројатно најголемата контроверзност допрва дојде. Вашингтон Пост објави видео на кое Трамп зборува за жените што предизвика големи реакции. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. Во ТВ дебатата што следуваше, Трамп го минимизираше случајот. That was locker room talk. I'm not proud of it. I am a person. Веднаш потоа извесен број жени се пожалија дека Трамп ги допирал. Тој ги отфрли како неточни. И покрај пречките од лошите наслови, Трамп ги измами анкетите и триумфира на денот на изборите. Thank you very much. Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I've spent my entire life in business. Но почнаа да се појавуваат нови контроверзии. Американските разузнавачки служби ја обвинија Русија дека ги хакирала опонентите на Трамп, односно демократите со цел да влијае врз изборите. I think it's a disgrace. And I say that. And that's something that Nazi Germany would have done and did do. Трамп ја отврли идејата дека бил заљубен или починат на рускиот председател Владимир Путин. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't. За време на транзицијата, дневните твитови на Трамп на светот му назначија какво ќе биде неговото председателствување. Тој предизвика непријатност во Пекин, критикувајќи го кинеското воено присуство во Јужното Кинеско море. И ја повтори острата критика за нуклеарниот договор со Иран. Тој најави дека ќе продолжи да твитува, но сега светот ќе биде во можност да го оценува Трамп за неговите акции, а не за неговите зборови.